Почитувани новинари, почитувани граѓани, почнуваме навистина ново поглавие. Република Северна Македонија во НАТО, како полноправна 30-та членка на Алијансата. Членството во НАТО е нашиот најголем државен успех од периодот на нашата независност до денес. На тој начин го остваривме сонот на основачите на македонската независна држава. Но како влада и како министерка за одбрана, ова не го гледаме како крај, туку напротив како почеток на едно ново поглавие во историјата на нашата земја. Ова е време во кое владата, помала по обем, но подготвена да работи ефикасно и одговорно, ќе ја води државата во одлучна трансформација и многу сериозен процес на европеизација. За тоа ни е потребна поддршката, се разбира, пред се од граѓаните, но и од сите вас во медиумската сфера, за да се избориме со пандемијата, да и помогнеме на економијата, да искорениме корупцијата и да изградиме навистина држава која добро ќе им служи на своите граѓани. Членството во НАТО навистина беше печат на нашиот прв, па и мојот прв мандат. Меѓутоа, тој е печат и на влезницата во Европската Унија во вториот. Сега мора да покажеме дека не го држиме столчето во НАТО само формално, туку седиме на тоа столче затоа што другите сојузници во Алијансата можат да сметаат на нас. Исто како што и ние можеме да сметаме на нивната помош и нивната солидарност. Ако сме сериозни, ако сме одговорни, ако ни држи зборот, истиот имидж ќе го имаме и во Европската Унија. Ќе ни веруваат повеќе и ќе ни даваат подобро шанси. Јас сум убедена дека на многу фронтови нашата влезница во НАТО ќе ни ги отвара следниве години и вратите на Европската Унија. Во делот на одбраната имаме амбициозни планови и ова ќе биде фокусот на нашиот втор мандат во делот на одбраната. Прво, во Министерството за одбрана ќе воспоставиме центар за поддршка на домашните компании при настап на НАТО пазарот. Целта ќе ни биде во првата година да обезбедиме добра и продуктивна комуникација помеѓу нашите компании, нашите стопански комори, но и релевантните НАТО агенции. Големината на овој пазар е околу 4 милиарди долари на годишно ниво и навистина ќе биде голем успех ако нашите компании почнат да настапуваат и да го освојуваат овој пазар. За тоа ќе се погрижи тим од експерти кои што многу внимателно ќе ги избереме и ќе им ги дадеме шансите да бидат поддршка на нашата економија. Второ, ќе обезбедиме стабилно финансирање на армијата согласно нашите претходни долгорочни планови. Тие пари значат подобра одбрана за државата и позадоволна и подобро опремена армија. Благодарение на зголемениот буџет, примањата и на војниците, и на подофицерите, и на офицерите се зголемија во некој дел дури над 50%, добија нова опрема и добија мотив да бидат успешни војници во служба на својата татковина. Само како пример, на претходниот конкурс на војници, веќе за 70 слободни места имавме повеќе од 700 кандидати. Никогаш претходно во изминативе години тоа не се случи. Сега за 200 објавени слободни места, додека трае конкурсот, веќе имаме над 1000 апликации. Стабилното финансирање ќе овозможи продолжување и на реформите во Министерството за одбрана и во армијата, но се разбира и нејзина модернизација. Тежиштето на модернизацијата ќе биде на декларираните сили, за кои што сме зборували во минатото, особено на лесната пешадиска батальонска група. Вака изгледаат дел од борбените возила кои во моментов ги користат припадници на армијата на САД. Минатата година го потпишавме првиот договор со владата на Соединетите Американски држави за набавка на лесни оклопни борбени возила, два типа кои ќе можете да ги видите на ова видео, тоа се Ошкош или JLTV и Страйкер, кои целосно ќе го сменат ликот
на нашата армија, особено на пешадискиот дел, кој што е наша НАТО сила, да кажем. Возилата се од најсовремено американско производство, а при нарачката го применивме за прв пат принципот на договор влада со влада, кој што сакаме да го користиме повеќе, бидејќи ја враќа довербата во системот или во процесот на модернизации, бидејќи ги отстранува можностите за комерцијални или коруптивни влијанија, кои што биле видливи кај нас во минатото, меѓутоа дури и во други земји. Возилата се наменети, како што реков, за лесната пешадиска батальонска група, која деклариравме како НАТО единица, и пристигнувањето на првите веќе возила го планираме на крајот веќе на 2021 или почетокот на 2022 година. Модернизацијата во овој дел предвидува набавка на вкупно 151 вакво возило и таа ќе се реализира во период од 4 до 6 години. Меѓутоа, на ваков начин овозможуваме секоја година од буџетот да обезбедуваме доволно средства за да во овој период целосно ја опремиме со вакви возила нашата батальонска група, лесна пешадиска батальонска група. Ќе обезбедиме и во теке проектот за обезбедување на целосно нова опрема за лична заштита на сите припадници на лесната пешадиска батальонска група, а продолжуваме и со проектите за сајбер и против воздушна одбрана. Модернизацијата мора да оди паралелно и со трансформацијата на нашите вооружени сили, меѓутоа и со зголемување на ефикасноста на сите нивоа. Затоа ќе воведеме новина со која ќе ги засилиме овластувањата, ефикасноста и инструментите кои што им се на располагање на офицерите, на командантите, низ структурата на армијата, во поглед на многу практични проблеми со кои што се соочуваат. Во првите 12 месеци ќе предложиме измени во системот за јавни набавки, со кои ќе се овозможи директно управување со финансиски средства во износ од околу 500 евра од страна на командите и на касарните, што значи дека тие нема секогаш да зависат само од началникот и од министерот. Со тоа ќе ја зголемиме ефикасноста и ќе ги подобриме условите за работа, но во исто време тоа ќе значи зголемена одговорност и поголеми очекувања од првите луѓе во рамките на структурата на армијата. Трето, инвестираме во модернизација на армискиот полигон Криволак. На ова видео можете да видите дел од инвестициите кои што се во тек. Полигонот е сериозен домашен, но веќе полека станува и сериозен НАТО ресурс и ќе придонесе и за зајакнување на локалната и домашната економија. Во моментот работиме на подобрување на инфраструктурата во полигонот и во неговата внатрешност и долж периметарот на полигонот, како и на отварање на нови приоди кон полигонот од север, со кој што можеме да го направиме користењето на полигонот и поедноставно, и поефикасно, и помал товар за еден дел од локалното население. Работите, сите кои што ги гледате, ги извршува инженериската единица на армијата. Некои од вас бевте присутни и на терен да видите како работат. И сакам навистина да им честитам, бидејќи ако не беа тие, и ако не беа и овие нови инженериски машини, ќе моравме за тоа да платиме и многу повеќе и да бидеме многу побавни и многу понеефикасни. Веќе до денеска 25 километри патна инфраструктура низ овој полигон е целосно развиена од страна на нашите армиски сили. Планирано е главните правци во оваа инфраструктура, која што реков се протега и околу, меѓутоа и во внатрешноста на Криволак, да завршат до следната година пред почетокот на уште една голема вежба која кај нас ќе се одржи, вежбата Одлучен удар 21, која што ќе биде организирана на Криволак во мај и дел јуни 2020 година, каде очекуваме да земат учество околу 2000 војници на армиите на Соединетите Американски држави, Бугарија, Грција и се разбира армијата на Република Северна Македонија. Инвестициите во полигонот ги правиме и со финансиска поддршка од страна на Соединетите Американски држави, меѓутоа се поголем е интересот за користење и за инвестирање во полигонот и од страна на други НАТО членки. Нашата цел е полигонот навистина да прераснува во регионален НАТО капацитет. Четврто, ќе продолжиме со реконструкција на објектите во касарните.
За неколку месеци, како што можете да видите и од ова видео, руинираниот објект во касарната во Куманово го претворивме навистина во одличен капацитет и одлично здание. Во тој објект веќе е сместена бригадата на Југоисточна Европа и првото нешто што ми го кажа екипата која што командува со бригадата, кога пристигнаа во август, е дека тоа се најдобар објект и најдобри капацитети во кои што командата било кога била сместена. А предходно домаќини им беа Лариса во Грција, Пловдив Бугарија, Истанбул Турција и Констанца во Романија. И навистина оваа мултинационална бригада која што е составена од армиски единици на 6 држави од регионот, ни е шанса да покажеме на дело како функционираме, меѓутоа и да ги искористиме сите инструменти на одбрамбената дипломатија која не е за подценување. Во моментов течат работи на целосно реновирање на 2 големи објекти во рамки на касарната Илинден. Сакаме да покажеме дека тоа што го реновираме, не го реновираме само за некои други, туку пред се го реновираме и го обезбедуваме за нашите припадници на армијата, за нашите војници, за нашите старешини. Објектите целосно во Илинден се трансформираат во соодветни простории за работа на баталјонот за почести, ренџерскиот баталјон, баталјонот за врски и 3-тиот логистички баталјон. Планот е до крајот на годината целосно реновираните објекти да бидат ставени на нивно располагање. Во следниве 2 месеци ќе започне реновирањето на 3 објект во касарната Илинден, а се надевам дека тоа ќе биде случај со еден од објектите на Воената академија. Ова е прв пат во текот на една година да течат проекти или да бидат завршени 5 големи армиски објекти. И сакам и овде да најавам дека тој тренд на вложување во подобри услови за работа ќе го продолжиме. При реновирањето сакам да најавам дека ќе ја следиме владината политика и владината цел до 2024 да нема ниту една владина институција која што ќе се грее на мазут или на масло. И со тоа дополнително ќе загадува животната средина. Значи, наша цел е да го направиме тој трансфер кон почисти извори на енергија и во армијата. 5. Новите безбедносни ризици бараат и дополнителна инвестиција. И тоа не е инвестиција со пари, туку инвестиција во подобри политики. Тоа се инвестиции во областа доверба во институциите, транспарентност и интегритет. И тоа го испорачавме во првиот мандат. Министерството за одбрана стана прво рангирано на листата на сите централни и локални институции согласно индексот за активна транспарентност. Граѓаните затоа имаат и најголема доверба во армијата. Јавноста, отвореноста и транспарентноста станаа наш код. Принципот ќе продолжи да биде ист. Остануваме максимално отворени кон вас, медиумите, но и кон граѓаните. Дозволете ми да кажам дека ми е особено драго што една типично најзатворена институција, како што е Министерство за одбрана, не само кај нас и во други држави, да ја претвориме во институција која може и знае да биде лидер во поглед на транспарентноста, лидер во поглед на интегритетот. Овој нов имидж ќе го задржиме и тоа ќе биде една од нашите силни пораки кога, се надевам во втората половина на 2021 година, ќе имаме честа да бидеме домаќини на најголемата НАТО конференција на комуникатори. 500 експерти за комуникации од сите земји членки на НАТО до година доаѓаат во Скопје и тука ќе ги градат плановите за комуникации на НАТО со јавноста, за борбата со лажните вести и за борбата со овој тип на нови напади. Ова е за нас и чест и обврска и ќе искористиме не само да ги истакнеме нашите искуства, туку и да го презентираме нашиот досегашен капацитет, тоа е регионалниот центар за односи со јавност, кој во соработка со центарот во Рига сакаме полека да го трансформираме во регионален центар за борба против дезинформации и лажни вести, кој што ќе го покрива јужното крило на НАТО. Се разбира, се во ова го кажувам под услов повторно да не биде се во знакот на пандемијата со коронавирусот. Тоа беше единствената причина зашто оваа година, иако планиравме тоа да се случи практично во текот на септември, моравме тие планови да ги одложиме. На поле на борбата со пандемијата покажавме дека армијата игра корисна улога и може да се носи со предизвиците и во вакви вонредни околности. 6.
На крајот би сакала да ви информирам за уште една новина во Министерството. На армијата сметаат и граѓаните, и невладините организации, и локалната самоуправа. Бевме во изминатите години присутни и во некои од тетовските села за справување со еден тип на катастрофа, бевме присутни во Преспа, бевме присутни во различни општини по различни поводи. Сметаат граѓаните на армијата, бидејќи во најтешкото им помогнал. И така треба, бидејќи е тука за своите граѓани. Сега сакаме таа соработка да ја подигнеме на повисоко ниво. До крајот на годината ќе излеземе со нов концепт за воено-цивилна соработка, во кој ќе покажеме дека одбраната не е само операции во дома или во странство, туку дека е градење на систем на отпорност кон ризици и создавање на подобри домашни, но и сојузнички капацитети. Ова ќе бидат нашите приоритети и во првата година, и во следните 4 години. Навистина ми беше чест што бев дел од тимот кој што успеа државата да ја внесе во НАТО. Меѓутоа свесна сум дека голем дел од тешката работа не чека токму во овој втор мандат. И затоа со истата сила, со истата енергија, со фокус на подобрување на се она што го имаме дома и што е пред се наш домашен ресурс, убедена сум дека ќе покажеме дека членството во НАТО било повеќе од заслужено и ќе предонесеме нашата држава да биде побезбедна, а нашата армија да биде подобра. Чест ми е што сум дел од влада во која нема простор за неефикасност и за оправдување и дозволете ми оваа прилика да искористам да им честитам на сите, сега веќе не само министри, туку и заменици министри кои вчера ја добија довербата од собранието. Сакам на крајот да ви се заблагодарам и на сите вас во медиумската сфера, заради тоа што во еден тежок период и за вас и за нас, и за целата држава, не го изгубивте од вид она што е стратешки и државен интерес на нашата татковина. Ви благодарам и тука сум за прашања, се разбира.